почитувачи што му одвоивте време. Вечерва нека биде со нова нафака за следни успешни денови секому кој мене. Чест беше што ви овозможив да дзирнете малку во мојата селекна кутија, поистоветена со мојата душа. Што во книгава ја прикажувам како парчиња од слобен мозаик на некои мигови значени и за век и века помнежни, често да се го спомените. Ве советувам да се радуваме на секој сватен ден, да го исполнуваме секој ден со она што мислиме дека можеме да го дадеме од себе, за да биде и со нас, и за тие што многу ни значат и можеби се и повеќе дел од нас. И покрај многу нешта случување во град. Благодарен сум на многобројната прилика, да им се заблагодарам на мноштвото присутни кои одвоите време за мене и верувајте ли, наистина и покрај тоа што многу и повеќе сентиментални ми беа песните нели садитам, кој што разбра, меѓутоа извинете што не трепери и гласот, ама нека ви биде заука и полука дека нема ништо поубаво во животот од белото видимо и особено од присуството и поддршката на своите негови. Браво! Уште еднаш, Богу благодарам за времето што вечера ми посветивте и се надевам ќе одвоите време и можност да ја прочитате целата стихотка, којато што почнувајќи од кориците, како секој мој издание, секоја почетна корица мора да е произвезана со задната корица. Особено ми е значена оваа вечер, затоа што доживеав да се сретнам со еден мој фејсбук пријател од далечна Австралија, кој што е присутен вечерва со нас, кој што има повод и за нешто повеќе од мојата благодарност, меѓутоа навистина се чувствувам удостоена. Макар да преку фејсбукот како ја најавив промоцијата, брото може да следите да видите какви се пораки и желби добивам од пријателите, плюс телефонски разговори, да не речам од Америка, од мислам од САД, од Канада, од Австралија, Италија, Германија и така натаму, што многу сум воодушевен, некако малку или повеќе да не звучи себично, ама се чувствувам гордан, макар и на фејсбук пријателство, ама тоа брото ми се ученици од пред 30 кусор години, кои што се веќе возрастни луѓе и кои како зреат и стареат се сваќаат улогата на некој што може би бил строг, ама дава все од себе за нивната биднина и здрава градба. Го поканувам, односно најнапред Соня го поканувам, да му пожели добре дојде на мојот ценет гости, затоа што тој заслужува многу нешто, особено за македонците во Македонија, ама и за белешкиот клуб Коста Солет Рацин од Велес. Многу благодарам за присуствието. Само Ружа може да и се подари. Благодарам до Павлина Клинкар-Мјанџиева за сите бисерни стихови што ги ниже во својот живот и несебично ги го дарува на сите околу неа. Значи има многу да научиме од овој жив извор и посакувам уште многу плодни стихови, затоа што средбата вечерва, дружењето со сите вас е всушност тоа, животот. Поедно ја користам примикава, речи кога ја извршивме промоцијата на првиот зборник на другото писатели од нашиот град, во кој што членуваат со посебно задоволство ги најавувам поетесата Павлина Клинкар-Мјанџиева и Македонка Јанчевска, морам да ги споменам како единствени членови на Друштвото на писатели на Македонија. Се извинувам, веднаш ми светна дека и господинот Игор Крајчев, значи тројца писатели од нашиот град се членови на тој клуб и дел од овој зборник кој што е издаден благодарение на поддршката од диаспората, односно од нашиот вечерашен гости, господинот
Ицо најде стипендија. Доктор Ицо најде членови на клубот, што ги возможите овој зборник да ја биде виделината на денот. Бидејќи во него има 16 актуелни поети, но воедно има и членови од подмладокот, односно нашите идни млади поети, средношколците од сите средни училишта од градот. Почитувана професорка, морам пред да ги поздравам присутните, да ви кажам и да премногу сте убави вечерова. Не. Покрај това, што запознахме лично, од зборовите кои ги слушнав, сметам дека сте многу паметна, сметам дека сте многу вредна. Така, сметам дека оставивте едно вредно дело за вас, кое ќе остане градено во темелите овде на градот Велес, градот на писателите, градот на кочораци. Ако се сеќавате професорката спомна кој колку разбра што пишува во стихосбирката, јас сакам да ви кажам само два зборови дека ние историчарите, научниците сме ограничени и не можеме да имаме таа слобода на изразување што имаат писателите. Писателите со еден збор можат да кажат многу идеи, многу вистини и многу работи кои се кријат за тој збор. Ние историчарите мора да кажеме вистината, да ја кажеме годината, да кажеме што се случило. Меѓутоа тие има еден таков извор, односно имаат едно такво право, без граници се и имаат широко поле на изразување што можат да пренесат кај сите луѓе. Јас инаку еве сум изненаден и сакам и оваа порака да пренесам до професорката, а и до вас. Промоции на книги се случуваат насекаде, меѓутоа ваков голем број не се често сретнува. Професорка, овој број на луѓе овде кои го видов вечерва, навистина ми значи многу. Тоа значи дека вие сте многу ценета личност во вашиот роден град. И сега да кажам само еден збор, два околу зборникот. Мислам дека ви честитам за вашата книга. Да не пропушти. Да кажам за зборникот. Беше тоа еден наш Facebook разговор со Соња Гаврилова и кажуваше дека Друштвото на писателите Костасове братци на Велес издаваат зборник, па ако може да се помогне. Поаѓајќи јас од советот на дедо ми Богојар, кој велеше секогаш дедо да помогнеш оно колку што можеш. Јас помогнав колку што можеш. Малку, но еве гледам дека било многу. Ова мене ми значи многу. Ви благодарам на сите вас. Колку многу ми значи, не можам да ја опишам таа радост. И уште една порака сакам до вас, да ја продолжите мислата на кочораци, да ја продолжите традицијата на градот Велес, на непокорив народ кој знае да причи и владици, да ги фрла во реката Вардар и да се задржите на тоа, да останете како символ во Република Македонија, ама и пошироко. И благодарам. Изразам голема благодарност на Ицо Перин
за убавите зборови и за интересните спознанија за слушувањата во Велес, и тоа ми остави впечаток. Значи дека и тоа е едно широко срце, а со тоа што го помогна издавањето на зборникот на белешките писатели, што е хубаво, веќе само една уште поголема потврда. И сега не само Фейсбук, туку имавме прилика веќе да се запознаеме и лично, се надевам, че имаме позрели причини и мотиви за по-силна и по-богата Фейсбук конверзација. Било ми